Стигнавме и до вториот дел од нашата емисија, почитувани гледачи. Во нашата емисија секогаш посветуваме еден ден на разни теми. На наше големо задоволство во студиото на К1 ова утро ни се придружија организаторите на првиот државен натпревар Стефан Гајдов, а тоа се музичарите Филип Арилон и Стојан Стојанов. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, на вас и на вашите гледачи. Така. Најпрво би започнала со тебе, Филип. Би те прашала зошто од толку инструменти ја одбра баш гајдата? Добро, ајде да почнеме така. Значи, тоа се случи пред многу години. Целата приказна започна во поранешниот Центар за детско творештво Ѓоре Органџиев, односно денешната библиотека Бели Мугри. Знаете дека порано во тој период беа се уште активни оние така наречени пионерски домови, каде што имаше најразлични секции, почнувајќи од јазично, од фолклор, од балет. Така да како млад човек, моите таму ме упатија, нели, после школските активности, поголемиот дел од нас, односно луѓето на моја возраст што беа, одеа кој на англиски, кој во пионерски, кој во останати секции, така да моите први почетоци беа таму во детскиот фолклорен ансамбл Буба Мари. Значи, започнав како игрорец во еден од тие ансамбли, за да подоцна осознавам дека на истово место постои некоја секција за народни инструменти. Тоа не беше концепирано како реално некоја правилна секција за народни инструменти, затоа што тоа беа музичари, изведувачи кои што во моментот се најдоа како некаква група таму да свират и не беа ангажирани професионално од пионерскиот дом за да даваат часови кон деца. Меѓутоа, желбата кај мене се појави кон народните инструменти. На почеток, најпрвен ја земав гајдата како инструмент. Значи, првиот оној контакт како инструмент, да го спомнеме, еве Дедо Благој, од кој што ми го разбуди тоа чувство за музика, односно за љубов кон народниот инструмент гајдата. Значи така, да ви направам некако сликовита представа, тоа беше на пробите, они доаѓа неколку стари музичари, преубаво свиреа, преубаво пееа. На која годишна возраст настапи за прв пат? Првиот настап не можам точно да се сетам, меѓутоа уште од почетокот, уште од да речеме првите заеднички дружења со постариве луѓе, затоа што на сите им беше чудно, значи како може овој млад човек, нели, се запишал на игрорна, ги видел инструментиви и почна да се дружи со стариве луѓе. Првиот настап беше некаде, што знам, на 8 години. Мислам дека тогаш се случи првото нешто, затоа што требаше еден период, нели, да, ќе свирам гајда, меѓутоа треба и да научам нешто да свирам. И така, еве, да не се фалам сами од себе, меѓутоа бев еден од подобрите ученици на покојниот сега Дедо Благој. И навистина добро одев, добро напредував во тоа. И тој беше задоволен и сите околу мене беа задоволни, а тоа пак беше дополнителен мотив за мене за да можем уште повеќе да напредувам. Следуваа првите настапи во Македонија, во пионерскиот дом во Велес и на најразлични манифестации. Така. Секаде Како во се државата. одвиваше патот на твоето образование? За патот на моето образование, јас искрено можам да ви кажам дека многу луѓе за тоа што денес го завршив, односно за таму каде што се наоѓам на музичката академија во Штип, односно факултетот за музичка уметност, се случија некои турбуленции за да стасам таму. Значи, своето основно образование го започнав во основно училиште Васил Главинов, за да откако ќе завршам, продолжив да учам во средното стручно општинско училиште Коле Неделковски во насоката за компјутерска техника и автоматика, затоа што, нели, се наоѓа во тие години каде што секој се наоѓа во дилема што ќе прави, нели, каде ќе продолжи понатаму и јас тогаш бев со мисла дека јас ќе продолжам на електрофакултет, дека ќе учам за компјутери, за автоматика, за програмирање, за такви работи, меѓутоа на крајот од Што те наведе да се пренасочиш кон музика? Па добро, што ме наведе? Беше доста активен за мене тој период во полето на музиката. Значи, баш тогаш, трета, четврта година, се случија многу настапи во Македонија, во странство. И сето тоа можеби беше како некој магнет што повеќе ме привлече на таа страна. Знаете, и другите ми велеа, добро е со музиката,
терај во ред. Меѓутоа, гледај ако можеш друг факултет, најди си некоја ориентација професионална, ама музиката работи си ја дополнително. Меѓутоа, доволно се навлеков за да не можам да се откажам подоцна и така да по завршувањето на моето средно образование, сите знаеја да Филип ќе оди ќе се запише на електрофакултет, меѓутоа 2 дена пред да бидат уписите на факултетите, Филип одлучи да оди на музичка академија. И така беше тоа. Така. За Стојан едно прашање, значи зошто се одлучи ти за токму тие дувачки инструменти? Па, видите, интересна Дали е работата. тешко да свириш на Тешко. подоцна ќе ми кажа. Ништо не е лесно. Ништо не е лесно, значи сета работа е во тоа што љубовта за кон тие инструменти првен почна за тоа поради мојот татко. Значи татко ми од кога знам за себе го гледав како дома вежба, работи, оди на свирење, ја сака музиката и таа љубов уште од многу мале години, значи јас не памтам толку многу, али мајка ми стално ми објаснува дека ти од твоите 3-4 години веќе почна да сакаш првен да тропаш на тарабука, па после вика да сакаш да свириш на кларинет, да запнуваш за сета таа работа и на 6-7 година веќе ме насочија во нижото музичко училиште каде почнав да запознавам и прв пат почнав да свирам кларинет. Значи и беше многу интересно. Љубовта се повеќе и повеќе ми растеше кон музиката и понатаму се префрлив на другите инструменти, па кавал, па зурла и љубовта кон музиката и кон напредувањето, кон новите инструменти, кон сознавање е многу голема. Која е разликата од свирењето на сите овие инструменти кои што ни ги кажа? Има ли голема разлика? Интересно прашање. Па разлика секако дека има. Али сите се дрвени дувачки инструменти. И тоа е, можам да кажам дека е сличноста, а разликата е начинот на произведување на тонот во сите тие инструменти. И на техниката на свирење, различна техника на свирење. Така. Да, различен саунд, различен тон, различен начин на импровизација на таква работа. Ние велиме добар е тој што свири повеќе инструменти Так. и да може стилски да го раздели секој инструмент. Баш Еве така. на пример он стилски свири и саксофон, стилски свири и кларинет, стилски свири и зурла и кавал. Значи потребно е да ќе свирам неколку инструменти, меѓутоа доколку сакам да бидам добар изведувач на сите тие инструменти, затоа што веќе не станува збор за тоа дали јас знам да свирам или не знам да свирам на тој инструмент, станува збор за диференцирање по стилови. Така. А ти, Филип, покрај љубовта со гајдата, дали знаеш да свириш на некој друг инструмент? Па да, значи освен гајдата свирам и уште на неколку инструменти, еве да ги спомнеме кавалот, да ја спомнеме тамбурата, потоа зурла, сите оние, да речеме, дудуче, кавалче, двојанка, сите тие детски инструменти, да ги наречеме орфови инструменти. И така, мислам дека имаме задоволителен број на инструменти. Така, колку време ви беше потребно за да ги научите сите овие инструменти да ги свирите? Време точно не може да се детерминира или да се одреди, затоа што секој ден представува некоја надградба и надградба. Не можам да кажам јас дека денес да... Дали се е до вежбањето, до техниката, до сите тие? Точно, Да. Колку треба да има повеќе и талент, вежбаш, меѓутоа толку- треба да има и упорна работа и работа и работа и слушање музика. Значи, ќе кажеме дека е излишна некоја фраза која ја користат 2% талент или 5% талент, 95% работа, но мора да кажеме дека во нашите случаи тоа е голема вистина. Пресудно. Значи, пресудно. Значи, колку и да имаш ти голем талент, ако не се посветиш на работата и ако не работиш одлучно, да вежбаш, не можеш да постигнеш ништо. Значи, сето тоа, а прашањето дека ние напредуваме секој ден. Значи, музичарите нема граници и нема време колку ни е потребно за да постигнеме на работа. Кај музичарот е тоа како секој ден е нов предизвик и ново напредување. Ако застанеме на едно место и не продолжиме понатаму да напредуваме, автоматски почињаме да уназадуваме. Така. Предпоставувам дека имате зад вас многу настапи. Кажете ни некој од нив. Што би ги издвоиле? Па добро, вака
Јас можам да лично за мене да зборувам за во првите почетоци кога спомнавме да зборуваме, нели, првите настапи со гајдата во Долнени, односно на фестивалот за народна музика Пеце Атанасовски во село Долнени, односно денес во поново време се одржува во Прилеп. Таму беа моите први почетоци во фестивалскиве активности. Чинам пред 4 години имаше свој солистички настап во Бели Могри. Да, Кажи ни повеќе за тоа. Епа да, после нели некое работење, некое осознавање во музика, воспознавање на нови инструменти, дојдов до идеја да направам еден солистички концерт. Идејата беше да се прикажат различни стилови на свирење, различна музика. Може би звучи солистички концерт, меѓутоа концертот не беше солистички затоа што јас сам не застанав да свирам цел концерт. Таму беа и моите колеги Миго и Стојан да ме поддржат, да направиме заедно, дававме една идеја, изградивме идејата и мислам дека многу добро помина тој проект. Супер. Стојан? Супер. Да. Тоа беше многу интересно искуство, беше нешто ново што се случуваше во градот. Буквално различни стилови, искомбинирана гајдата со повеќе видови на оркестри и стварно беше предизвик и добар проект, сработен, одлично сработен и прифатен од народот кој дојдоа да го гледаат сето тоа. Беше стварно многу интересно. Да се доврзаме на претходното прашање за вашите настапи, кажете ни некој. Да, па го спомнав фестивалот Пеце Атанасовски, каде што успеав да се закитам, така да кажеме, во пораните години со наградата, со првата... Да, кажи ни за наградите. Прва награда добив за солист на изведувач на инструментот гајда. Тоа навистина на тие години за мене беше едно, да речем, врвно достигнување, нели? Затоа што на некој начин фестивалов Пеце Атанасовски во тој момент беше еден врвен музички ентитет во државата. Значи тоа беше некое мерило каде што да, ќе отидеш и можеш да ги докажеш своите способности. Дали знаеш, дали не знаеш да свириш, затоа што пак и во жирито таму се наоѓаа луѓе кои што во тој период беа врвот во државата што се однесува во полето на традиционалната музика. Понатаму не можам да конкретизирам затоа што на вистина тоа се премногу настапи од тогаш па наваму. Кој ти е најомилен што би го издвоил? Не можам да ги издвоам, секој настап е различен, меѓутоа и со колегата одиме, работиме и во странство, музицираме на фестивали, да ги споменеме, Германија, Франција, Холандија, значи низ Европа, до Израел. Да. Јапонија, јас бев со ансамблот Македонија додека соработував во средното музичко училиште во Скопје и од факултетот, така да навистина има доста настапи, има доста што да се каже индивидуално за секој, меѓутоа не можам да издвојам некој најдраг кој што ми бил. Секој настап има некоја различна енергија. Така. Вие како организатори на првиот државен надпревар Стефан Гајдов, кажете ни нешто повеќе за тој настап. Па добро, еве ќе започнам, јас па колегата ќе се надоврзе. Значи, така, да. Оваа година Сдруженијето Балкански музички центар Македонија со седиште во Велес аплицираше на проектите за национален интерес за 2016 година распишан од Министерството за култура на Република Македонија. Сдруженијето како правно лице конкурираше со својата идеја, односно идејата беше да создадеме во Македонија еден влијателен музички надпревар кој што низ годините ќе има за цел да се наметне како таков и го насловивме прв државен надпревар Стефан Гајдов за изведувачи на народна музика. Оваа 2016 година да започнеме само со оркестрите на народни инструменти. Значи тоа е првичната идеја, а понатаму во останатите години ќе тежнееме на тоа надпреварот да се прошири во останатите категории од народната музика, а тоа се вокалните интерпретатори, односно изведувачи на народна музика и инструменталистите, односно изведувачите на народни инструменти. И целата идеја околу тој надпревар ни се роди заедно затоа што доста контактираме и гледаме дека фали нешто од сета таа работа. Се случува да Пеце Атанасовски Долнени,
Но тоа е како еден и единствен надпревар кој има некое реноме и затоа со Филип долго време разговаравме што да направиме и тоа да се случува баш у Велес, затоа што знаеме дека и Велес е една од нишката на музичари кои Велес е град многу талентирани кој извадил доста музичари. Не добри, туку одлични музичари кои се репрезенти во целиот свет. Разговаравме и се одлучивме на сето тоа, се роди идејата, се надеваме дека ќе помине супер, не се надеваме, туку веќе имаме најави за многу учесници кои ќе дојдат, кои сакаат и ја поздравуваат идејата. И знаеме дека во државата постои државен надпревар, меѓутоа тоа е само за средните музички училишта и за основните музички училишта. Нашата идеја беше да, ние ќе направиме надпревар, меѓутоа ќе се трудиме да ги привлечеме широките народни маси, ако можеме така да речеме, односно да направиме надпревар на кој што ќе може да дојде да учествува секој од 7 до 77 години. Значи не направивме категоризација на учесниците по години, едноставно сакавме да направиме надпревар во кој што ќе може да учествуваат од најразлични возрастни групи и да се надпреваруваат по одредени зададени критериуми. Критериумите значи ќе важат и за најмал и за најстар учесник. Да, и не сакавме да се ограничиме. Да, ограничувањето беше во тоа што кажува постои државен надпревар, но државниот надпревар е само за средните и за нотно писмени музичари. Кај нас е широко фатено и тој што знае да чита ноти и тој што не знае. И тој што го учел инструментот усно, пренесено од дедо на внук, што викаме, или од татко на син, и писмените музичари. Така да ќе има некој критериум, го поставивме, ќе има задолжителна композиција, ќе има композиција, традиционална композиција и авторска композиција ако успеат да спремат Дали таква уште работа. сега имате најавено некој? Да, имаме најави за учество, реков, интересот е голем и ќе биде супер. Знаете, индиректно се начнуваат и многу повеќе други теми со надпреварот. Да, тоа ќе се конституира еден таков државен надпревар, кој што сакаме, еве, јавно да го поканиме и вашиот медиум, К1 телевизија, да дојде да присуствува на тој настан. Настанот ќе се случува на 18 мај на мала сцена во Народен театар Джинот во Велес. Таму ќе дојдат учесниците, некаде околу 10 часот би требало да започне сослушувањето на народните оркестри. Покрај критериумите, сега што и напомена Стојан, ми текна и следново, односно ние поставивме критериум да секој учесник во надпреварот да треба да изведува една композиција која што ќе му ја даде организаторот, една традиционална и една авторска. Знаејќи ја ситуацијата во Македонија во поглед на оркестрите на народни инструменти, многу малку се компонира музика за овој тип на инструменти, со што на индиректен начин ќе предизвикаме да сите они учесници да можат да почнат да творат музика за овој тип на инструменти. Значи, ефектот ќе се види после неколку години. Значи, ќе ги натераме музичарите учесници да создаваат музика за овие инструменти. Затоа што да, ги имаме народните инструменти и целта на надпреварот е овие инструменти да ги издигнеме на едно повисоко ниво. Сме стасале до некој одреден стил, меѓутоа со тие инструменти може да се постигне и многу повеќе. Многу повеќе. Знаете, застанате во тој дел од тие инструменти и тие оркестри, застанате на некое ниво каде што твореле старите кои ни се така да речени што ги слушаме нонстоп, ги гледаме нонстоп и се исполнуваат само тие композиции, ништо ново не иде напред. И затоа решивме да го направиме тоа, како што рече, да ги поттикнеме да творат за тие оркестри нова музика која понатаму ќе остане. Значи ќе остане како што направил Пеце Атанасовски и другите музичари од таа област. И така, и на почетокот кажавме дека оваа година ќе биде само за оркестрите на народни инструменти. Можевме и оваа година да го направиме за сите три категории, меѓутоа се одлучивме да биде етапно, постапно
како што се вели, првен згазни па кажи оп. Значи да видиме како ќе помине оваа година со оркестрите народни инструменти. До година може ќе вклучиме уште еден сегмент, па за до година да биде уште еден, за да може да добиеме една комплетна слика и се надеваме дека понатаму, доколку сето ова вроди со успех, дека целиот овој надпревар ќе доживее еден интернационален Национално. карактер, каде што ќе може да се покануваат и музички ансамбли, изведувачи од соседните и од пошироко. Така, кога сме веќе кај ансамблите, вие сте учесници, тоест членови на Керамичар. Дали имате Не, јас сум моментално. Така, јас ти. сум моментално член во ансамблот Керамичар во Велес, односно моментално работам со оркестарот. Така. Да. Имате ли меѓународна соработка со ансамблот? Вака, за ансамблот повеќе може да ви каже председателот Томе Јаневски, затоа што тој повеќе има неговата стратегија за развој на ансамблот. Не би можел да говорам во негово име, така да Така. Дали младата популација, помали дечиња се заинтересирани да свират на овие дувачки инструменти? Па и целта на надпреварот е една од целите на надпреварот е и тоа да направиме една поттекнете. популаризација на оваа традиционална музика. Знаете дека постои тренд, не е она што беше порано, меѓутоа да постои тренд, но не е толку доволно разработен. Потребно е да се даде уште повеќе на знаење, да се притисне на целата таа работа, овие инструменти да си го најдат вистинското место во општеството. Така, и за крај што би им кажале на нашите гледачи во врска со цел овој разговор околу музиката? Музиката да си ја слушаат секојдневно, да се посветат на македонската традиционална музика, затоа што таму се корените на македонштината. Знаете, се наоѓаме во време во кое што нашиот идентитет е подбуцнат од многу страни, од многу различни страни, така да еден од начините кои што можеме да се препознаеме помеѓу останатите во целиот свет е традиционалната музика. Таа е таа што не прави различни од сите останати. Така. Јас ви благодарам за вашето гостување, се надевам дека ќе дојдете повторно во нашето студио и ви посакувам многу успех во вашата работа. Ви благодариме и вас на поканата и се надеваме дека повторно ќе имаме идни гостувања во вашево студио, особено после државниот надпревар. Почитувани гледачи, заврши нашиот разговор со нашите гости и во продолжение ќе погледнете краток рекламен блок.